Дека сме забавни, уште од рано изутрина, од 6:45 па се до сега. Верувам дека сте заедно со нас долги години наназад, така ќе остане како најдобар медиум во етерот. Но гостите што ги имаме го прават уште подобро да е доживувањето и дружењето телевизиски. Веќе знаете добро кои се наши гости, но уште еднаш да подсетиме. Веднаш до мене господјата Маја Ристова, на средина ни господинот Сафет Бишовец и Бранислава Стојчевска. Имаме одлични фотографии од сите, а како што знаете, редот е да ги покажеме и да ги коментираме. Понекогаш нашите гости сами ги одбираат, понекогаш ние ги одбираме за нив, па затоа господинот Сафет Бишевец дозволи да ги одбереме фотографиите и да го изненадиме со истите за да ги коментираме. Има доверба, сега ќе ви нам дали да правдаме. Има адвокат ако треба нешто. Многу интересни фотографии најдов од вас, додека истражував, а денеска може да истражуваме и како, така да еве да започнеме со една фотографија со која што вие може да ни ја коментираме. Имаме многу... Ова е времето на А1, претпоставам. Тука и нашата Тања Стојановска. Тука... Така е. Споделете ни кого се гледаме на фотографија, ако се сетите. Тања, Александра, да мислам, Жане Лупевска мислам дека е. Така е, веднаш до вас. Да. И сега ова другото е малку подалеку, така да не го догледувам, но себе се познавам. Затоа велам дека многу е важно тимот со кој работите на кој начин функционира. Ајден беше повеќе од професионален тим. Расадник на... Растевме и работевме како семејство и тоа мислам дека беше клучниот елемент во една битка низ која поминавме сите заедно и се сеќавате која година е ова? Не, али мора да е пред 2011 бидејќи тогаш реков дека доволно е со новината. Е уште една интересна фотографија каде имаме многу така убава комбинација на луѓе. Споделите ни каде ова што гледаме. Предпоставам дека некоја од прославите на годишнина на А1, гледам директорот ми се чини, тогашен дел од колегите. Да, мојот побратим Тони Николовски, за жал, он е почина на време на короната. Така е, во ковид кризата. Господинот во бела кошула на крај. Во ковид кризата загубивме многу, може со следна фотографија. Апсолутно, да. Апсолутно. Ова е во времето кога пред СДС гледаме. Да. Тогаш ние бевме дел од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Така, која се на фотографија? Мислам дека е Кире Наумов, ако гледам добро, и мислам дека е Димова. Така. Тоа на некоја од овие седници. Да, седници, да, со Ленче Николовска, мојата колешка од АЕД и колешка после во парламентот. И мислам дека е пред некоја седница на тие централен одбори што го имаат, како ги викаат тие нивни тела. Следна фотографија. Ова е така историска фотографија. Да, ова е на отварање, мислам, на изборен штаб за некој од изборите, мислам дека беше господинот Јани Макрадули, господинот Бранко Црвенковски. Бранко Црвенковски, така е. Така. Веднаш до вас, ако не се лажам, градоначалник на општина Ѓорче Петров. Наумовски, да. Сега, за жал, Павел не догледам додолно, али да, ова за мене е едно од почестите што ги имав да бидам дел од една екипа која се бореше за вистински вредности во државата. Колку успеавме после во тоа, овде бевме опозиција, тоа треба да се разбере, но битката која водите од опозицијски редови секогаш е и посладка и многу потешка. Веројатно затоа е и посладка, бидејќи е потешка, но имам многу широко поле за действување. Како сите да живеат во паралелен универзум и да не излегуваат на улиците на она што реално ни се случува, но тоа е за дебата на едно друго време. Да, повторно побратимот Тони Николовски, Ленче. Да, многу убави времења. Овој човек
навистина ме трогнавте со овие фотки, беше многу добар пријател. Беше многу добар соработник. Господин човек со кого можевте да поделите се. И добро, Ретки се тие луѓе. Ретки се, но затоа се вредни. Така е, навистина ретки се тие луѓе. И ова е последна фотографија. Ова е наше последно дружење на чорба на 3 или 4 јануари. Ке излажам, али знам дека е јануари, 3 или 4 јануари, нешто што се обидувавме да биде традиција, да се дружиме после Нова година. Јас и Тони и Ленче, која е сопруга. Жалам што ете сме одбрале фотографија од пријател кој сте го загубиле. Ми значи, ви благодарам. Да, ви благодарам и вам што ни ја дадовте слободата и се надевам дека ја оправдавме довербата на фотографии кои ги избравме и ете ве навративме. Ова е идејата да им направиме еден времеплов на живењето и делувањето кое што. Јас сум веќе во години каде што можам да се повикувам на некој времеплов, така да. Така. Има, фала му на Бога. Има и многу убави работи на кои се сеќавам. Што би промениле ако имате можности, моќ, што би промениле? Една работа која би ја промениле во животот, начинот, делувањето, бидејќи секој дни од нас остава општествен печат на секојдневието. Да бидам докрај честен, не би сменил ништо. Секоја чест. Апсолутно не би сменил ништо во изборот на професиите со кои ќе се занимавам во животот. Сметам дека новинарството е една од најубавите професии. Дава огромни можности. Политиката дава исто така огромни можности, но на еден друг начин. Таа треба да е алатка за поправање на реалноста, за работата за заедничко добро. Така да и таа дава многу простор за работа. Единствено што би сменил е пристапот во политиката и во односите со луѓето, затоа што во политиката имате се и сешто. Имате луѓе за кои можете живо да дадете, бидејќи се коректни, лојални, верни, честни, одговорни, но имате луѓе кои во најмала рака тешко го заслужуваат тоа. Да ги викате луѓе. Ендемски вид опишавте, јас не се уште не знаевме за така. Еден ендемски вид кој што мислам дека за жал веќе во Македонија не постои, ги има, но малу се согласувам, ама затоа велам, поинакој би бирал луѓе со кои соработувам. Така. Ве разбирам што сакате да кажете. Да, таа ширина секако не е таква огромна ширина, секако не е добра. Така. Да продолжиме со фотографиите на господјата Маја Ристова, која ни испрати навистина интересни фотографии, за кои што ќе дознаеме уште една интересна страна од незиниот живот, а многумина од вас верувам дека го знаат, познаваат и на многумина помогнал. Маја, слободно коментирайте ги фотографиите. Ова е, мислам дека скоро направена пред можда сопруг кој што јавноста. Да, недела 2 со сопруга, Злате Мехмедовиќ, многу познат веројатно на повеќето на македонската јавност, адвокат и доктор, која ќе ја прашаме керкава што сека да биде готвачка. Интересно, многу интересно, а некогаш и учителка, зависи кога како. Спонтана фотографија, без повод направена. Колку сопругот ви помага во она што го работите, во секојдневието и професијата? Колку ви дава поддршка? Искрено? Многу. Баба да се многу. Знаете, ние ги и дечињава. Значи, прво имаме професии кои што се захтевни и неговата и мојата. Така. Друго, околу децата немаме помош, затоа што и моите родители се починати, неговите. Практично ние работиме до 4 и толку. Потоа се посветуваме на семејството, а исто така поддршката и кога треба надвор од работно време, да држам некаде обуки, кои што не се во Скопје, кои што се надвор. Може да погледнаме низа фотографии затоа е битна многу поддршката од сопругот, да. Најбитна. Ова е исто. Ова е вашето се. Во една фотографија. Да. Ова ни се дечињата, поголемата е скоро 6 години, со начрчињата, помалото е 2 години. И навистина е во таков еден захтевен период, каде што сака време, внимание и секако дека му го даваме со задоволство и на едното и на другото. На Кипар сме сликани сега за Великден. Баше тази фотографија. Се гледа по мене и по мојот израз како си поминувам. Така. Да.
Исто, фамилиарна фотографија. Околу Нова година со оглед мелката во позадина. Имаме традиција да обично за Великден, за Нова година, така да направиме заедничка фотографија, правиме и во меѓувреме, меѓутоа овие заеднички ги ставаме на Facebook, на социјална мрежа, ги споделуваме со пријателите. Ова е во Скопје фотографирано, исто сите комплет, околу Нова година и така. Ретка фотографија каде што сите гледаме во апарат. Обично децата се на страна. Тешко да се уловат. Да. Ова е фотографија каде држам обука за мобинг во една приватна голема компанија кај нас, што е многу добар спомен за мене, затоа што... Колку компаниите ве канат да ги едуцирате вработените и да ги направите посил? Затоа што ова не било порано случај, нели? Зошто некој ќе дојде мене да ми зборува за психичко вознемирување, а уште тоа ми фали. Биле коментарите, сега се гледа поинаку дека едуцирањето е многу битно на тема мобинг за вработените, затоа што од друга страна па ќе ги намали тужбите и реакциите за мобинг, ќе научат вистински што е мобинг и дека проблемот треба да го решат во самата фирма, да не излегува надвор од компанијата. Така да ќе создаде работодавачот здрава работна средина каде што ќе има доколку има спор, нели ќе се реши тука, а нема да биде надвор, и ова е убав позитивен пример. Мислам дека таму е направена оваа фотографија и се почесто има компании кои што бараат вакви едукација. Исто овде зборувам на тема дискриминација и вознемирување на работно место, и ова е во Академија за судии и јавни обвинители. Ги споменавме, ги критикувавме, но убаво е дека ги едуцираме. Не, видете, во секоја фела има стручни, компетентни, независни и спротивноти, дури и во нашата фела. Значи, да не се разбереме погрешно дека ние ги напаѓаме судиите и судовите. И таму имаме независни судии, и во адвокатурата имаме лоши адвокати и нечесни и така натаму. Да, во секоја професија. Таа ми е од Академија убав спомен, убава фотографија каде што се едуцира на таа тема. Ви благодарам за фотографиите, низа на приватни и професионални, каде што ја запознавме господјата Маја Ристова во едно поинакво светло. Дамата која што исто ни сподели одлични фотографии, за кои верувам дека ќе слушнеме многу коментари, да ги погледнеме фотографиите на господјата Бранислава. Ова е фотографија направена во септември минатата година на една конференција во седиштето на Европол, заедно со директорот на Бирото за јавна безбедност и колегите кои што работат во одделението за Европол, како и нашиот офицер за врска во Хаг. Одлична можност, тоа мислам дека ни беше прво патување со директорот и истиот имаше можност да се запознае со работата. Го имаме поканата, се уште ние нема им прифатено поканата. Се надевам дека ќе имате прилика во иднина да го поканите. Упатувам на вистина благодарност за укажаната прилика за мене лично, но и сакам да се заблагодарам на моето раководство, затоа што директорот ми е непосреден раководен старешина за целокупната поддршка која што ни ја дава во нашата работа. Верувам дека е потребна. Оваа фотографија е во Генералниот секретаријат на Интерпол во Лион. Тука сме во рамки на еден проект EU for Fast со колегите од Западен Балкан, дискутираме на тема интероперабилност, нешто што е многу актуелно во македонската полиција во моментот и доста работиме на таа тема. Оваа фотографија е направена исто во Лион, не во Генералниот секретаријат, туку во рамки на конференција на шефови на национални централни бироа, бидејќи функцијата началник на секторот за меѓународна полициска соработка ја обавувам од јули 2024 година, а претходно бев началник на Националното централно биро на Интерпол, па како представник од нашата држава учествував на таа конференција, и ова е една од фотографиите всушност направена од страна на професионалните фотографии од Интерпол и прикачена на нивната страница. И многу убаво. Ви благодарам. Униформата не ја носам секојдневно нели во текот на мојата работа, бидејќи сум во цивил, но сакав да ја прикажам бидејќи таа ни е символ на полицијата и мислам дека беше одлично прифатена.
Овде сме на истата таа конференција, беше одржана во рамки на таа конференција за шефови на национални централни бироа, една посебна сесија со генералниот секретар, предходниот, тука е на фотографијата, единствено машко, ако може да забележите. Интересно. Останатите се жени и сите овие жени се всушност шефови на национални централни бироа во државите. Ова е на светско ниво се организира. Интерпол има 196 држави членки и сите овие представнички беа присутни на конференцијата и имавме можност да дискутираме за предизвиците со кои што се соочуваме. Верувам ги има многу. Па, ајде да кажеме. И мажите имаат предизвици, јас сакам да кажам дека балансот може да се постигне со тоа што ќе се прифатиме едни со други и ќе имаме почитување и разбирање меѓусебно. Фотографијава е направена во 2018 чинам година во Генералниот секретаријат на Интерпол. Таму работев јас 5,5 години скоро, 6 години. Ова е командниот и координативниот центар. Бев помошник директор на овој команден и координативен центар и направена е фотографија во рамки на представувањето на центарот пред сегашниот крал на Англија. Беше во посета на Генералниот секретаријат, па имавме прилика да направиме фотографии. Тука сум со колегите од Интерпол повторно, кога бев таму на функција, на конференција во Јапонија, на која што беше организирана за обезбедување на Олимписките игри во 2020 година. Во 2018 беше посетата и воедно беше насочена кон обука на полициските службеници за интегритет во спортот. Интересно. Олимписките игри се символ за многу нешта, како вистински треба да се организираат, така да секоја чест дека сте биле дел тог модел. И ова беше прикажано на една од нивните медиумски куќи, па фотографиите од... Убаво е што ете и на нашиот медиум го споделивте. Ви благодарам за истото. Така, ова фотографија е сега од февруари месец, официјална посета на директорот на Бирото за јавна безбедност со делегација, меѓу кои што и јас и началничката на Националното централно биро на Интерпол, како и нашиот офицер за врска во Интерпол. Заедно, од другата страна, овие што ни се свртени со грб, се новиот генерален секретар на организацијата и останатите високи представници и извршни директори. Имавме одлична можност да подискутираме и да видиме докаде сме и како понатаму да продолжиме да ги развиваме нашите капацитети. Ова е од регионалната конференција на Интерпол, која што ние организиравме без земја домаќин во 2023 година во Охрид. Имавме одлична можност и таа фотографија од таму беше навистина прекрасно искуство за нас како држава да организираме една конференција од ваков тип, бидејќи тука се собираат европските држави членки на Интерпол, 50 на држави, од прилика околу 200 делегати беа присутни на конференцијата и наистина беше доста успешно. Тука сум во Индија во 2022 година, претходната фотографија. Таа беше во рамки на мојата кандидатура за подпредседател за Европа, во извршниот комитет на Интерпол. А каде го видите македонското знаме во позадина гордо? Ова е во Тирана. Во Тирана, тоа беше минатата година на Европската регионална конференција на Интерпол во Тирана. Има своје излагање на тема илегалната миграција, па презентацијата беше проследена секако со гордо веење на нашето знаме. На македонското знаме. И последна фотографија од вас. Да, ова е исто, значи, една учество на конференција на шефови на национални централни бироа во Лион се одржува. Најчесто имаше и еднаш само се одржа во Сингапур, бидејќи и таму има нели представништво глобален комплексен центар за иновации на Интерпол.
Тука имам презентација за нашето национално централно биро и ги кажувам нели кои ни се предности, недостатоци, со што се соочуваме, разменуваме искуства со колегите како да си помогнеме меѓусебно. Госпоѓа Бранислава, сега што ни го прикажавте само укажува на вашата професионалност, посветеност на се она што 25 години го работите, но работевте неколку години надвор од Македонија и се вративте повторно од Македонија. Колку можеме да го промениме системот кој што секој ден, не зборувам само за институцијата од која ни доаѓате, зборуваме општо и како луѓе пред се и како професионалци на оваа трапеза. Колку системот можеме да го промениме, надградиме и да го направиме она што треба да е вистински за да живееме еден подобар живот за сите? Јас мислам дека можеме и сите сме свесни за тоа. Секогаш зборуваме за систем, а системот сме всушност ние, луѓето, граѓаните. Сите ние треба да придонесуваме кон изградување, надградба и усовршување на тој систем. Искуствата од моето живење и функционирање надвор од границите на државата и дополнително ми ги зајакнаа чувствата на националната припадност, на чувството за љубов кон татковината, кон државата, па од кога се вратив, не дека претходно не давав се од себе, но мислам дека малце со поголеми емоции го правам тоа. Но колку кога гледате како некој професионално работи, како работиме ние тука, ве демотивира или мотивира да ги направите работи? Не мотивира, јас сум спротивно на Маја, како претходно што кажа. Јас да бев демотивирана, немаше да работам се уште. Така, немаше да сме тука. Апсолутно не, бидејќи го спомна претходно. На моменти дека да, дека не демотивација, апсолутно јас мислам дека и кога се соочувам и со позитивни и со негативни искуства, сепак продолжувам на патот. За некој ден го одбележуваме денот на македонската полиција. Така е, 7 мај, како ќе биде одбележан во Македонија денот на македонската полиција? Што ќе се случува и каде? Па подготовките се во тек, искрено немам многу детали, бидејќи колегите од протокол се тие кои што се надлежни нели да го организираат настанот, но се надевам дека ќе биде одлична прилика, достоинствено да се испочитува. Така. Господине Сафет, што ви промениле вие? Со сето тоа знаење, умење, искуство, еве, да ви се обрати некој млад човек, новинар или неминовно од која професија доаѓа и да е на раскрсница на избор на професија или избор да остане или да се замине од Македонија? Јас дефинитивно сум противник на заминувањето тука, иако разбирам голем дел од луѓето кои се заминуваат. Значи, сега, знаете, имате два вида на заминување. Некои кои тоа го прават од чисто економски причини, што не е новост, не е нешто што се случува денес. Но и некој кој што економски е стабилен. Апсолутно, историјата е практично Македонија е таква земја. Но загрижува тоа што оваа држава заминуваат умни, образовани, добро ституирани луѓе кои немаат проблеми ни со пари, ни со живот и така натаму, незадоволни од начинот на кој функционира системот, државата, институциите. Тоа е нашиот проблем. Тие луѓе, јас упорно тврдам дека ние имаме и луѓе, и знаење, и вештини, за да оваа држава ја направиме пристојно место за живење. Кој нема да се разликува многу од начинот на кој функционира било која нормална европска држава. Треба волја, треба политичка гарнитура која ќе го отпочне тој процес, бидејќи не може да се случи преку ноќ. Сите ние мислиме дека некој има волшебно стапче, од утре Македонија ќе биде вака, не може. Такви работи не случуваат. 32 години во независна Македонија не сме ја виделе промината, но се надеваме дека толку се мали што не ги забележуваме. Но суштината е во првиот чекор, клучниот, големиот чекор. Во определбата дека сакаме тоа да го направиме. Преска со господјава Бранислава збориме. Например, еве јас гледам некакви чекори кои професионалниот дел на полицијата, сега директорот за јавна безбедност, мислам дека тоа е првиот оперативен знам. Ги прават тие чекори. Сега нормално дека има и вакви, и онакви случаи, што вика Маја, дека секаде имате и една и друга страна. Секакви луѓе, но желбата да се направи тој чекор е видлива и тоа е доброто. Тоа е процес. Ако ние мислиме дека 200 или 300 години демократски систем кој го живеат европските држави, ние можеме да го достигнеме за 20-30 години, се лажеме.
Тоа не може. Не мора да чекаме 200 години, се согласувам. Ве молам да доживееме барем добро утре. Се согласувам. Не мора да чекаме 200-300 години, но треба време. Еве, јас во моите 40 години се радувам дека ќе доживеам подобро утре, ако не за себе, за децата кои што ги... Тоа е, така, видите сега. Но како политичарите да живеат, јас повторно ќе кажам, во еден паралелен универзум на улици, на патишта, на воздух, но да оставиме малку време и на госпоѓа Маја. Имавте поинаков избор за професија, иако патот, тоа ни го споделихте на време на реклами, не ве демотивираше да го одберете она што успешно го работите денеска. Имате две дечиња кои ги видовме низ фотографија. Така. Како ги мотивирате и што им споделувате? Дали сакате да бидат лекари или да бидат адвокати? Дали сакате целосно, комплетно да го одберат тоа што тие ќе го посакаат? Да. И како ги градите како добри луѓе во општество? Не е важно дали ќе биде адвокат, лекар, економист, не знам, банкар и така натаму. Важно е тоа што ќе го работи со љубов и да го работи целосно посветено. Затоа што само така може да се ужива во работата и само така може да има успех во работата. Тоа што ќе го избере да биде посветено да се работи. Така што апсолутно не би имала никакво влијание. Може да дадам некоја смерница, зошто? Затоа што на 18 години, кога јас сум ја избирала професијата, каде што мислиме дека сме зрели возрастни, да избереме нешто, сега од овој аспект гледам дека и не баш знаеме. Некогаш треба човекот, детево, да го потурнеме, да му дадеме на смерница, насока, затоа што можеби едноставно со тоа ќе му помогнеме. Еве, јас сум пример. Јас на 18 години сакав да се запишам на полициска академија. Да, тоа не го споделив, еве ќе го споделам и со јавноста и мислев дека само тоа е за мене и ништо друго. Среќа, за моја среќа од овој аспект, не би се пронашла, мислам дека во таа област, затоа што од друга страна па премногу ја сакам оваа професија. Јас не се запишувам на полициска академија, избирам правен факултет и денес за треба да го направам, ќе го направам истиот избор и пак би работела адвокат. Значи ништо друго и ништо. Како? Уште еден кој не би менјал ништо. Апсолутно. Да, еве уште еден. Се однесува на така што имате денеска го повторувам. специфични гости. Така, затоа сте одбрани. Затоа сте одбрани да мотивираме и да споделиме убава мисла. Да бидам искрена, ако некој од децата сака да биде адвокат, ја би била пресреќна. Меѓутоа само тоа ако сака, ништо да не биде isforsirano и нели наметнато, затоа што понатаму последиците ги гледам јас кај одредени колеги кои што им е наметнато, кои што се од судиска, например, фамилија или адвокатски и така натаму, кои што им е наметнато да бидат тоа што се денес. Да, и нема да вроди со таков успех како на некој кој што не му е наметнато, туку сам го избрал. Работи се љубов. Моите деца, извини, дека ја веќе немам проблем со тоа каде ќе биде, што ќе биде. Да. Изградени. Правник, Дина е социолог, така да со тој проблем више изградени личности. Јавно ви благодарам што ова утро го разбавивте домот на многу македонци, споделивте убави, инспиративни приказни, а вам ви благодарам што секој утро сте заедно со нас од 6:45 па се до сега. Како и денеска, така и секој ден знаеме, умееме да го направиме најдоброто. Имавме одлични гости кои верувам дека споделија многу работи за кои што можеби ве замисливме, ве мотивиравме или поттикнавме за подобро утре. Не го менувајте каналот и натаму останете на Канал 5.